Министерството за финансии во време на криза не планира да ги зголеми парите наменети за општините. Ова се потврди со последниот ребаланс на буџетот со кој стапката за трансфер на пари од државата кон општините останува непроменета. Средствата ќе останат во истиот износ. Ние се бориме, се разбира, да го зголемиме износот на средства, бидејќи гледаме дека корозна кризата навистина ги погоди сите општини со намалени даноци, намалени приходи на јавните предпријатија. Затоа што е во наша можност како министерство, ќе дадеме се од себе да ги зголемиме средствата, барем во капиталните инвестиции за општините, да можат нормално да ги извршуваат функциите. Од друга страна, голем број општини, особено оние помалите, се соочуваат со сериозен пат на приходите и зголемени трошоци. Зависно од општина во општина, некаде и 30% се намалени, некаде помалку од 30%, значи генерално секаде имаме намалување, особено тоа се приходите на јавните предпријатија. Претходно и да имало слаба наплата, општините биле финансиски способни и ги помагале јавните предпријатија. Сега во услови кога и општините кубурат со средства, навистина имаме една непријатна ситуација за локалната самоуправа. Дека анализата на министерството е коректна, потврдуваат и градоначалниците. Имаме на неколку ставки во буџетот каде што предвидувавме средства, значајно намалување. Пред се овде зборувам за уредувањето на градежното земјиште, значи овде приходите ни се на само 9%. Доколку продолжи овој тренд на неплаќање или неприбирање на даноците во општина Карвенци, ќе се соочиме со ситуација да одредени проекти ќе забават со изградбата. Ќе успее ли ресорното министерство да издействува повеќе пари за општините е крајно неизвестно, зашто пари од државата бараат сите, а во државната каса нив ги има се помалку.